Во организација на Македонското доброволно друштво Македонија од Ешален, Швајцарија, по трет пат се одржа манифестацијата Македонски ден. Илјадници македонци од сите краишта на Европа допатуваа во Швајцарија за да ја презентираат својата култура, традиција и фолклор. Таму беа и нашите колеги, дописници од Струмица, Ване Трајков и Тане Коџабашиев, па ги имаме деталите за овој Македонски ден во Швајцарија во продолжение. Илјадници македонци од сите краишта на Европа допатуваа во Ешелен, Швајцарија за да бидат дел од Македонскиот ден. Станува збор за манифестација која по трет пат ја организира Македонското доброволно друштво Македонија. Присутните кои дојдоа велат дека ваквите манифестации се добри за одржување и негување на македонскиот фолклор, бидејќи ретко каде може на отворено да се организира и слушне македонска песна. Прекрасно да биде и така традицијата и понатаму да се дружиме, да си помагаме и така. Сега 2 години веќе живееме во кантон Фрибург, ама пак сме близко до Берн и така. Што ги кажете за оваа манифестација? Прекрасна. Јас прва година доаѓам, не бев обавестена, ама прекрасно, изгледа прекрасно. И мислам дека треба повеќе да се вложиме во тоа и на некој начин да го пропагираме позитивно и таа енергија позитивна да се шире. Преведејќи ние тоа што правиме возрастните, младите околу нас и нашите деца, сето тоа го копират и го пренесуваат и понатаму за наредните генерации. Па искрено овие манифестации се доста често случуваат овде во Швајцарија и баш ми е драго, пребидејќи на некој начин го сплотуваат македонскиот народ од сите страни во Швајцарија, меѓутоа морам да кажам дека и од околните држави доаѓаат, од Германија, од Австрија и баш е убаво и интересно, а денеска сум морам да кажам дека негде околу 2,5 сата ни е во еден правец, меѓутоа желбата за дружење со нашите македонци е многу поголема од возењето, нели? Друштвото Македонија во Ешелен, Швајцарија функционира повеќе од 35 години. После 30 години нешто што имаш поставено темели и уште да постои, благодарение на новите генерации, можеби на нашите внуци веќе, тоа е задоволство. Има ли интерес млади да членуваат во друштвото? Па како што гледам има, се надевам дека и тој интерес со тек на времето, со тек на годините ќе порасне во позитивен смисол. Единствена цел на членовите со оваа манифестација е да се зачуваат македонските обичаи и традиции, да се вкуси македонската храна и пијалоци, но и да подадат рака на сите други на кои им треба помош, но и информација за Македонија. Организацијата, како секоја организација, е многу тешка, али мора да го направиме, да оставаме нешто од нашата Македонија, од нашето македонско, да трае и после нас. Ние сме веќе во години со намера да се враќаме на кај дома, али младата генерација мора да сакаме да го наметнеме на младите, да го настават овој убав македонски ден во центарот на Ешелен. По трети пат ова година, како што гледате овој пейзаж, не да не успеавме, него го поминавме и тоа што и ние самите не го очекувавме. Убава енергија, многу посета, многу народ, гости од сите страни. Денот со нас, така да се надеваме дека идната година ќе биде уште поголем. Има од сите националности, има шпанолци, имаме јас караджијата ни од германскиот дел и баш с ношти премиме мобет со него. Он е изненаден тука што не е толку поддржани од Швајцарто. Целта е да ги собереме сите македонци на исто место, да се дружиме, да се спријателиме и подобро да го запознаеме македонскиот народ. Како е у Македонија, тако да се дружиме. Најдобро е да се дружиме тоа. Има наши пијалаци и така. Се беше во знакот на македонското сонце. Цели 10 часа се играше и пееше.
Не можам да ја опишам само со зборови и стварно јас осеќам нешто многу поразлично кога настапувам надвор од Македонија. Некако македонците се посплотени, повеќе емотивни, можам да кажам. И мило ми е, пошто можам со нашата, не мојата, со нашата народна македонска песна, така да им напомнам дека ние македонците така постоиме. Значи, гледам дека се повеќе младите, значи, тоа е голема благодарност од старите што се овде, значи, што стварно ги учат дома да ја негуваат македонската музика и македонскиот бренд. Беше презентирана и традиционална македонска свадба со сите нејзини обичаи и традиции. Целта е да се запознаат младите македонци во диаспората. Значи, ова година македонската свадба ќе ја презентира друштвото кое доаѓа од Ново село. Јас бев со контакт со нив. Значи, и им дадов на знање свадба како се прави во Ново село. Значи, одиме на таа цел. Секое село, секоја општина, секоја си има своји традиции. Пред првите 2 години имавме традиции од повеќе краишта на Македонија, пошто самата игрорна група, самите наши артизани што беа тука присутни, што не представуваат, тие и ја имаат таа желба да се представат сите од својот крај. Македонската заедница во Ешелан е доста активна, вели градоначалникот на ова мала општина Серж Борник. Според него, нашинците се лојални граѓани на Швајцарија и добре е кога на своја иницијатива ја презентираат културата на една нација. Манифестацијата е позитивна, енергична, кој вие македонците ја пренесувате денес. Другите националности немат понуди и идеи за вакви настани. Со нашата посета во Македонија, каде што видовме слични настани, а вие донесувате во нашата општина само уште една потврда кои сте. Граѓани, како сите граѓани, работливи, поштени, искрени и лојални. Ешелан е мало место во францускиот кантон во Швајцарија. Оваа општина брои околу 10.000 жители. Во Ешелон живеат над 6.000 македонци, што представува 15% од популацијата на оваа општина.